Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Откако почнав да ги снимам видеа, неколку пати имаше да направам нешто ново за прв пат. Така, откако снимив неколку авторски профили, за прв пат направив рецензија на книга. Па после неколку видеа за прв пат зборував за детска книга. Па по неколку видеа за прв пат направив еден краток осврт за еден класик. Решив да направам една плейлиста, серија видеа посветени на класици. Зборував за Мајсторот и Маргарита. И денес со голема радост ви најавувам дека ќе почнам нова серија на видеа, на осврти и на рецензии посветена на македонската литература и на локалната книжевна сцена. Значи, локалната книжевна сцена во Македонија може последниве неколку години да се пофали, особено со продукција, со тоа што секоја година се издаваат, па сега во согласност со колку луѓе живеат во земјава, пристоен број на романи. И секако во таа книжевна продукција се наоѓаат и добри романи. И денес ќе почнам со еден од тие романи што последен го читав од македонски писатели или писателки, а тоа е романот 9 приказни за господица Сид од Билјана С. Црвенковска. А Билјана ми беше позната како автор на детски книги и нели вклучена во проектот Светот на Биби и така натаму. И пријатно се изненадив кога ми кажа дека ова е роман за возрастни и е издаден од Чудна шума во 2019 година, издавачката куќа Чудна шума, со преубава корица од Зоран Кардула, убав дизајн на кој што има една група црни мачки и бројката 9 животи, 9 мачки, тука ќе видите што е целата идеја во врска со тоа. Искрено, навистина позитивно бев изненадан од овој роман. Билјана си игра во романот со целата идеја околу сонот, тоа каде завршува јавето, каде почнува сонот и обратно. Целата таа идеја околу дали протагонистот, дали сонувачот во сонот сонува друг сон, па во тој сон постои друг сон. Целата идеја, целата таа дилема кој кого сонува и прави една многу вешта, многу интересна игра со сето тоа во овој роман. И тука има на самиот пред да почне главниот текст, значи тука има едно објаснување за еден термин. Таа вели: сонтазија е кованица од зборовите сон и фантазија, а го означува местото во кое сонот се допира, се спојува и се претопува со фантазијата на луцидниот сонувач, а потоа и се менува по желба на сонувачот. Значи, овој роман се игра со таа идеја за сонот, како што кажав, и меѓу јавето и сонот, меѓу реалноста и фантазијата, и тоа Билјана успеала на многу убав начин да го направи. Исто така, самата корица ви кажува, главен покрај нараторката или покрај една девојка која што е главна протагонистка во романот, тука е и мачките се присутни во овој роман и ги има во секое поглавје и ќе кажам нешто подоцна за тоа. Но и тоа она што ме изненади, што прво ме изненади е колку детално и колку совршено Билјана обрнала внимание на структурата на овој роман. Значи, тотално е романот од почетокот до самиот крај е целосно стегнат, структурата е многу убаво суредена и организирана. И интересно е што на почетокот, значи почнува романот, имаме главната нараторка, главната протагонистка која седнува во едно кафе, во Виена. Повторно, значи тука има во овој роман има премногу символи кои што сигурно многу од нив и метафори кои што мене сигурно сум ги превидел и не сум ги забележал, но и тоа може би тоа па повлекува второ читање каде што повторно ќе ни се откријат некои нешта. Нараторката седнува во едно кафе во Виена по име Црната мачка и почнува да пишува раскази, почнува да пишува текст на нејзиниот лаптоп. И гледаме интересно во структурата, гледаме всушност како имаме делче, кратко делче во кое што се наоѓаме во кафето Црната мачка, каде што е нараторката која што седнува, всушност протагонистката која што седнува да пишува. Потоа имаме фуга како премин кон главниот текст и потоа повторно се враќаме, имаме краток текст за она што се случува, што го доживува, низините размислувања и мисли во кафето Црната мачка, потоа повторно фуга како премин, како интермецо до повторно другиот текст.
И оно што го гледаме всушност дека таа всушност и тој го имаме во насловот 9 приказни за господица Сид. Всушност протагонистката седнува на нејзиниот компјутер и се обидува во еден ден да напише 9 кратки стории, 9 кратки приказни за различни протагонисти кои што не се поврзани, различни ликови. Меѓутоа интересно е што сите се жени и во сите се појавува еден лик кој што е едно црно маче и шарано со бело или црна мачка и шарано со бело на градите, и во секоја суптилно се појавува да интервенира и игра клучна улога во секој од тие раскази. Она што ми се допадна во тие истории, во тие раскази, прво се случуваат на разни места. Се случуваат во Скопје, се случуваат во Италија, во Германија, во Австрија, и едноставно различни ликови, секоја приказна може да си функционира сама за себе. Меѓутоа она што ми се допадна беа приказните, не беа со лесни теми, туку беа сепак ведри и сетингот, атмосферата беше ведра, затоа што искрено некогаш знаем македонските романи знаат да бидат малку со потешка атмосфера и нели да обработуваат потешки теми кои што се малку меланхолични и депресивни некогаш. Меѓутоа она што ми се допадна беше сетингот, беше на различни места и беше, мене лично барем ми се допадна, беше поведар, посветол, и тоа ми се допаѓа, тоа го ценам искрено. Значи гледаме дека овие 9 приказни си функционираат, 9 стории си функционираат сами за себе и се интересни, да пренесуваат во различен контекст, на различно место, во различно време. Меѓутоа, кажав, во нив се постојано се провлекува ликот на црната мачка која што се појавува во секоја една од тие стории. И тука има во еден дел повторно кога зборува за тоа што се случува со протагонистката додека ги пишува тие раскази всушност во тоа кафе во Виена, црната мачка, има и се наоѓа еден од клучовите според мене за разбирање на овој роман. Тука пишува Cat Sit или мачката самовила е самовилско суштество од келтската митологија за кој се вели дека личи на голема црна мачка со бела дамка на градите. Во шкотскиот и ирскиот фолклор пак се споменува дека таа не е самовила, туку вештарка која може да се претвори во мачка 9 пати. Се смета дека токму од тука потекнала и идејата дека мачката има 9 животи. Легендите велат дека таа може да се претвори во мачка по собствен избор само 9 пати. Но доколку се трансформира по 9 пат, таа ќе остане за секогаш во облик на мачка и веќе никогаш нема да може да се здобие со својот човечки облик. Ова е, мислам, клучот за разбирање, мислам. Сепак некои луѓе како мене некојаш сакаат кога читаат роман да ги сконтаат, да ги сватат сите, да ги поврзат сите детали и сите нишки во романот, меѓутоа тоа знае да биде и проблем, затоа што едноставно некојаш романот и нема да ни ги даде сите одговори и всушност ќе ни постави прашања, ќе остави недоречености и ќе остави на читателот, исто како што го прави тоа често и филмот, да си ги поврзе како што тој мисли точките во романот, и за да може да изгради своја собствена представа за романот што го читал. Така што во овој роман Билјана успела на многу убав начин да го направи тоа, да даде hints, да даде идеи, да даде насетувања на некои можни причини зашто се случуваат работите во романот и остава на нас и на нашата фантазија, на нашата имагинација да пробуваме да ги разбереме. И токму тука, значи, целата идеја за каква улога игра мачката, символот на мачката, дали таа cat sit, како идејата за од ирската и шкотската митологија, дали мачката ја гледаме како се појавува во секој од тие, се инкарнира, се отлотворува во секој од тие, дали cat sit всушност таа самовила се инкарнира во секој од тие раскази, тоа е останува на интерпретација и кога ќе го читате всушност ќе можете самите да видите за што станува збор. Друго нешто што ми се допадна во романов е јазикот. Всушност јазикот некојаш знае не само во македонските романи, општо во литературата некојаш знае да биде, ако тоа не е добро, ако не станува збор за писател кој што знае што прави, кој што е мајстор во својата професија или во она што го прави, во неговата уметност во пишувањето, некојаш јазикот знае да биде преоптоварен,
да звучи вештачки и то се случува некојаш и во македонските романи. Меѓутоа овде ми се допадна. Романот беше јазикот всушност беше современ, лесен да се следи, не е оптоварен, меѓутоа не е ни уличен жаргон или некаков си сленг, меѓутоа имаше одредена леснотија, одредена едноставност и леснотија и убавина во јазикот. Иако нормално секојдневен македонски јазик. Значи нема да должам повеќе. Се радувам што ова ми е прва рецензија, прво видео во кој што кажувам неколку збора за македонски роман, во случајов за Билјана С. Црвенковска, македонска писателка, 9 приказни за господица Сид. Ми се допадна целата игра околу реалното и фантастичното, околу кој кого сонува, границата меѓу сонот и јавето. Мислам дека на многу убав мајсторски начин го направила тоа Билјана. Ви го препорачувам романот и се гледаме со следна рецензија. Чао!